Добар и убав ден, драги мои. Добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме медитерански ролат од мелено месо, спанак и сирење и многу интересен сос кој ќе го комбинираме со медитеранско пире, компир, спанак и додаток сирење. Гледајте не за тоа што денеска навистина ќе уживам. Са бајле на пазар, најдов многу убав спанак. Дома имав мелено месо и направив одличен ролат, а денеска, драги мои, ќе го направам за вас. Сите вкусови се познати. Спанакот, во веќе заграено тавче, ќе додадам масло и ќе го додадам спанакот кој претходно добро го ичистив, го процедив и сега ќе го ставиме да омекне. Денеска спанак и сирење ќе додадеме и во ролатот со мелено месо, меѓутоа и во пирето. Едно од моите омилени пиреа е со спанак и со сирење, посебно кога имаме и пармезан да додадам. Навистина многу вкусно, вкус кој сите го познаваме, а многумина од нас го сакаат. А оние што не го сакаат тој вкус, кога ќе го направите ова за нив, верувајте дека ќе побараат и репет. Спанакот не треба многу да го обработуваме, треба да омекне и да го трнеме на страна, а потоа во него да изрониме сирење. Јас одбрав кравио сирење и одбрав грикос од нашите пријатели од Бимилк. Ајде сега тука малце внимание, а додека ова се пржи, јас кромидот и лукот веќе ги изблендирав. И сега позната процедура. Месото ќе го ставиме со сите зачини во миксерот. Сето тоа добро да изврти, да добиеме една убава структура. И овој пат ќе пробам да не го виткам во најлонски фолии, во алуминиумска фолија, да го обработувам термички во вода, него ќе пробам директно да го испечам. Ајде сега све ќе додадеме овде да измешам. Он полека ќе го намали волуменот. Одлично. Компирот за пирето го ставив полека на средна температура да си се обработува. Ќе додадам бибер. Ќе додадам сол. Дафинка. Малце црвен пипер. Брезла. Едно јајце и малце мускатово оревче. Ете така. Сега ќе го ставам натре и меленото месо. И ќе го пуштам миксерот. Сето ова, како што ви кажав, добро да го спои. Еве, погледнете спанакот, го намали волуменот и сега ќе додадам малце бибер и малце сол. Внимавајте колку сол додавате, затоа што и сирењето е солено. Отлично. Со шпатула мефцето ќе го трнеме. И ќе го извадиме
Садот одлично се измеша. И сега ќе направам тука малце простор. Најлонската фолија расширете. Во меѓувреме, спанекот е убаво издинстан. Со вилушка, многу внимателно, за да не го оштетите тавчето, издробете го сирењето. И добро измешајте, за смесата да се соедини. Многу сакам вкусот на сирење и на спанак. Отлично. Ќе го извадиме месото. Ставете малце водичка во еден сад и направете правоаголник од месото. Меѓутоа внимавајте секогаш да биде со иста дебелина. Си земам шпакла. Сега стиснете малце од месото на крајот. Овако ми треба да биде малце потенко, кога ќе го свиткаме, убаво да може да се залепи. Што убаво пушти вкус сирењето. Се ајде вака. Ставиме во средината. Иста дебелина на мастрафот. И многу внимателно, со прстите полека, буткајте навнатре, за да добиете ист облик. Ево, тоа е тоа. Сега ќе го направиме ова, за да можеме убаво да го направиме, а да искористам истата најлонска фолија. Многу внимателно. Сега малце ми бега, пошто лепи фолијата, меѓутоа ќе успеам да направам баш тоа што сакам. Ете го. И сега ќе го свиткаме. Ќе го затегнеме убаво. И ќе го затвориме.
тавчето. Сега, ќе земам огнеотпорно тавче. Ставам хартија за печење. Температурата е на 230, меѓутоа кога ќе го ставам ролато да се пече, ќе ја намалам на 200. Ајде сега исто така, многу внимателно. Отлично. Вака, спремен ролатот оди на печење. На минути, максимум 25. Меѓутоа, откако ќе го испечете, трнете го на страна, покрите го со пергамент хартија и оставете го 20 минути да здивне. На тој начин ролатот нема да пукне и ќе биде убав и сочен. Компирите добро се сварија, ролатот се пече, а јас сега ќе го направам сосот. Ќе земам едно парче путер и ќе додадам во сосиерот. Штом се растопи путерот, ќе додадам малце сол и малце бибер. Кора од лимон и малце сок од лимон. Ова добро ќе го измешам и ќе оставам малце да прокрчка. Ќе додадам и малце мајчина душичка. Одлично вкусно мириса. Ќе додадам и павлака за готвење. Добро ќе измешам и ќе оставам ова полека да си крчка. Нигде не брзаме, уживаме. Путерот ќе го додадам во длабок сат. Компирите полека ќе ги издробам вака. Ако се заглави во маталката компирот, вака полека, све ќе излезе. Сега, целиот овој компир заедно со путерот ќе ги додадам во садот кај што е спанакот и сирењето. И тука ќе ја соединам целата смеса. Овој пат компирот не треба да биде баш како пире, може да има и парченца. И еве го моментот, драги мои. Одлично медитеранско пире. Сега сме готови. Само да се испече ролатота, за тоа ни се потребни околу 15 минути. Компирот со спанак и со сирење
е одличен. Сосот е готов, сега све ќе исклучам од оган. Месото, како што ви кажав, го испеков и го покрив со хартија за печење. Сега ќе го земам и ќе сечам едно убаво парче. Меѓутоа, прво ќе додадам сос во чинијата. Колку посочно, толку поубаво. Меѓутоа тоа правило и не мора да важи секогаш. Одлично ова, можам и вака да го тргнам. О, сочно, убаво. Малку пукна, меѓутоа не е ништо страшно. Одлично. Погледнете го. Многу убаво изгледа. Вака. Ќе го ставиме во сосот. Ми се допаѓа. Земеме од компирот со спанак и ќе ставиме од страната. И моето омилено масло со чили. И тоа е се за денеска, драги мои, се надевам дека вистински уживавте. Се надевам дека вистински уживавте во денешната емисија и ви се допадна сето тоа што го направив. Направете го за тоа што навистина излезе многу вкусно. Голем поздрав до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и физикална терапија ПЗУ Ива Беланова и секако да не заборавам да ве потсетам, посетете го нашиот веб-сайт или нашата веб-продавница 4сезони.мк и одберете си се што ви е потребно за вистински добро да може да зготвите храната за вас и за вашите најдраги. Ве поздравувам, имајте добра и пријатна вечер.